1 на 1, овозможено од Golden Art. Дом, не само стан. Верувам дека од овој ден е веројатно најсвирената свадба за отворање, песна за отворање на свадби, верувам. Дали некогаш во живо си ја пеел на свадба? Па јас сега година добивам известување од ЗАМП, нели, кои песни каде се свирени. Добро. И први се чудев предно 10 години да не е грешка. Као од овој ден свирена на свадба негде у Радовиш. Па свирена вам понаму и сега кога сватив дека не е случајно, сватив дека секоја година се повеќе свадби почнуваат со од овој ден. И онда не ме чуди кога ќе се јави некој да дојде невестата, сака само една песна да отпееш ако може на свадба. И јас секоја година знам дека губам многу пари, ама сум решил да не пеам на свадби и одбивам. Едно 30 свадби сигурно во годината можам да отпеам, каде што секоја година ќе си купувам по едно станче од тие пари. Ова е, да, фасцинантно, не е фасцинантно. Сега ќе да прашам конкретно, не го спомнуваме, има еден човек што ми има кажано заеднички познаник, знаеш дека за неговата свадба си му одбил и 5 и 6 илјади евра. Не се работи. За да испееш една песна. Да. Принцип е, знаеш. Тоа прво не го разбирав, кога бев помлад не разбирав што значи принцип, дека ако е за пари и принцип и се, како што од годините мислам дека има некои работи што ако решиш да не ги правиш, подобро да не ги правиш. Ја не сум трнал да видам свадбарски пеач, знам дека мои колеги пеат, тоа и не го осудувам, тоа е сосема окей. Добро. Фала Богу, ја имам доволно веќе спечалено направено да не морам. Можеби ја утре кога за лепка би некому би направил? Чак ни на фамилија не им пеам на свадби, не. Каролина да ти рекла на свадбата. Ја не влегов, не па да пеам. Добро. Внук ми ќе се жени за месец дена, ни него нема да му пеам. Владо, Значи не е да пари, не е да пари.